Лицето на тоа дете, значи, кога ќе го видиш, кога ќе свати дека сето тоа што си го собрал е лично за него, значи тоа е непроценливо. Значи, онака дури на самите луѓе тоа не му се веруи дека ето ево сега ова се што стигна, сите овие пакети треба да ги отвориме, да ви ги дајме, се ова е за вас. Имав идеја да можеме на некој начин сите заеднички да помагаме на луѓе кои се од да наречам така загрозена категорија. И сето тоа започна, ни требаше можда малце повеќе од година дена да би се воздигнале малце повеќе од сето тоа што почнавме. И ето на некој начин успеавме и ден денеска броиме некаде околу 9000 членови. За овие изминати, да не речам скоро 3,5-4 години, направивме една голема империја во Македонија, кај што на некој начин помагаме колку што можеме. Се нуди, да речеме, се она што е поврзано во врска со геймингот. Дали тоа ќе се игри, дали тоа ќе се конзоли, дали тоа ќе се додатоци за геймингот, дали тоа ќе се монитори, дали тоа ќе се појачала, например, кој што можеме да уклучиме, да можеле да слушаме подобро, дали тоа ќе се звучници, све и свачега, значи све, например, што е поврзано на некој начин. Мада и да не било поврзано со геймингот стрикно, например, се нуделе се и се што работи, на некој начин, едноставно да му се помогнат на луѓето, например, на младите пред се, кои не би можеле да се приуштат што и да е. Чувството кога можеш да помогнеш некоме е преубаво. На секој може начин. Значи, небитно дали се деца или се постари луѓе, затоа што реков, значи, геймингот не познава ни старост, ни било што. Али не мора да значи дека е геймингот, значи, помошта во секој можен аспект, значи, непроценлива.